Здраво, Македонијо! Денес имаме добри вести за вас. На почетокот, да дефинираме што е тоа добра вест. Денес стојам пред вас среќен, што ги гледам сите овие лица во исчекување на добри вести. И денес сакам да зборувам токму за важноста на добрите вести. Очекување на добра вест не држи во состојба на исчекување, доза на страв и воедно надеж. Помислете колку е убав моментот кога ќе чуете добра вест. Како мало дете, кога ќе слушне дека ќе оди на одмор со мама и тато. Кога студент ќе добие добри вести за испитот. Кога брачен пар дознава дека очекува дете. Ете, уште во 2019 година знаеше како големиот мудрец Зокеслав Демуртиничи да дефинира добри вести и ги споредуваше лагите дека сме почнале преговори со Европската Унија со добрата вест која слушало малото дете дека ќе одело на одмор со тато и со мама. Знаеше пустинскиот и говори јаки да држи. Среќа што се врати како стратег во СДСМ за да слушаме уште добри вести оттаму. Да останеме уште малку со нашиот Нобеловец. Добри вести со нова енергија и нов живот. Во мандатот на оваа влада имав чест да објавам повеќе добри вести. Така е. Ајде да се подсетиме на најдобрата вест која си ја соопштил во својот живот. Поднесувам оставка од премиер и од председател на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Оставката ја поднесувам и од премиер и од председател на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Каква добра вест беше ова. Како да му кажал некој на малото дете дека ќе оди на одмор со тато и со мама, а потоа дојде Ковачевски и тато и мама на малото дете му рекоа: нема да одиш на одмор, туку ќе ти пуштаме видео од плажи да замислуваш дека си на одмор. И нема повеќе јадење Еврокрем. Каква добра вест! Нови повисоки цени добија прехранбените производи кои владата ги смета за луксус. Зденки, млечни и сирни намази се продаваат по повисока цена од 2 до 9 денари. Поскапеа и сите видови зачини, мајонезот, сенфот, конзервираната храна, сите компоти, сите видови еврокреми, пудинзи, рибите, со исклучок на пастрмката, пангата и осличот, овесните снегулки, сладоледи, сите бомбони, апетисани, чипсот, мастиките за джвакање. Зголемено ДДВ од 5 на 10%, има и кај дел од зимницата, односно лутеницата, фефероните, тиквиците, модриот патлиџан. Битики смета дека листата е коректна. Некои производи биле луксус, а некои не биле здрави. Да, добро ја слушнавте оваа добра вест. Од вчера добивме владин нутриционист кој ќе води грижа за нашето здравје. Па така Фатмир Сречко Битичи ќе оценува што е здраво, што не е здраво за нас и ќе ни помага преку повисоките цени да живееме поздраво. Еве уште неколку совети од нутриционистот Битики. Например, ајварот останува со 5%, лутеницата со 10%, или корнишоните 5%, цвекло 10%. А каде е луксусот во феферонките за лутеницата да биде со повисока стапка? Не знам. Не знам, затоа што... Че купуваме секој ден, не е луксус. Па, навистина... Не знам. Не знам. Добро де, па не може и се да се знае. Ајварот не е луксус, ама лутеницата, љутенката по охридски е луксус. Корнишоните не се луксус, но затоа цвеклото е луксузна стока. Од памти век до денес. Нутри Битики не знае зошто е тоа така, но има тоа едно генерално општо појаснување. Но пред да го чуеме неговото, ако ајварот и корнишоните не поскапуваат и се чудите зошто е тоа така, време е да играме една игра. Јас ќе поставам прашање, за да одговори носачот на добри вести и неодамна старонов стратег на СДСМ. Тој да даде одговор. Па ајде да играме. Зоке, дали оваа власт тебе ќе ти скрати од парите кои треба да ги земеш? Мало сутра! Ете, може би затоа ајварот и корнишоните не поскапеа. Кој да ти каже? Битики не знае, но има тоа едно генерално, како што кажавме, општо објаснување. Знаете дека дури во одредени земји за сладолед, за чипс, за мастики спаѓаат во категоријата на нездрави производи, затоа што има повисока шекерна вредност и тоа не е здраво за населението. Дури имаат 3 пати повисоки даночни стапки. Ние тоа не го правиме. Не го правите. Само 2 пати повисоки стапки има кај нас. Луѓе, бидете срекни со добрите вести дека владата се грижи за нашето здравје и не сака да конзумираме шекерни единици непотребно, туку сака да конзумираме ајвар и корнишони, кој може да си ги плати нормално. За оние кои сакаат да си го уништат здравието и да јадат луксузни и нездрави лутеници и цвекло, владата го покачува данокот. Така им треба на тие уништувачи на здравието со луксузните стоки. Да се знае бе кој е богаташ во оваа земја. Оној
кој јаде цвекло. Конечно, многумина од вас се луксузираат, а не сте знаеле, признајте го тоа. Затоа, еве повеќе информации. Што е се луксузна стока според владата? Слушајте внимателно, богати едни, а не само да се жалите. Дополнително што револтира е фактот што власта го криеше списокот на производите кои поскапеа. Тој е огромен и содржи безмалку се. Чекај, како тоа револтира што го криеле списокот? Не така, Борис. Ке кажеш, власта уште еднаш се погрижи за едно вистинско изненадување за своите граѓани. Им приреди голема возбуда, очекувајќи ги добрите вести, како дете кое чека да му кажат дека ќе оди на одмор со мама и тато, точно така. Ајде сега, кажи го списокот, Борис, на луксузите, за да знае цела јавност, да знае цела Македонија колку сме ние всушност богати и колку се луксузираме. И напомена, само антиевропските сили ве лажат дека лошо се живее во Македонија. Од брашното, джигерот, сладоледот, замрзнатата храна, млечните намази, потоа сирењето и урдата, зденката, пармезанот, ајдамер и гауда кашкавалот, павлаката за готвење. Добро чувте, од вчера брашното е луксузна стока, бидејќи ретко кој конзумира леп на оваа планета, нели, или па некои други производи од тесто. А уз краја да е. Тоа само богаташите го јадат лебот. Затоа стана брашното луксусно. Уште поважно е што на оваа листа се најде урдата. Урдата станува луксус. И нормално знаат во влада зошто е тоа така, бидејќи неа јадат често, туку секој пето курда јадат. Ајде, давајте списокот да видиме што се друго стана луксус. Нови повисоки цени ќе имаат и чипсот, јогуртот, сирењето и кашкавалот. Алфа направи обиколка во неколку поголеми маркети, па така листата на производи кои поскапуваат како да нема крај. Поскапо ќе се продава и лутеницата, цвеклото, фефероните, мајонезот, апетисаните, потоа конзервираната храна, тортилите и нудлите. Логично е, луѓе, не знам што се буните. Чипсот е луксус бидејќи повлекува пиво, а пивото повлекува... А тоа повлекува трошење вода, а знаеме дека без водата нема живот. Јогуртот исто така е луксус. Одамна само највисоките елити пијат јогурт. Дури една Клеопатра не можела да си дозволи јогурт, затоа се бањала само во обично млеко. Лутеницата е луксус бидејќи е лутабе и фефероните. Па знаете ли колку тоалетна хартија се троши после вакво луксузирање со многу луто? И имате чувство, Тача, ајде бе кажи, како се осеќаш после јадење на лутеница и феферони? Чувството беше како некој со нож да ви го сече стомакот. Такво чувство има. Точно, затоа мора да поскапат овие луксузи. Иако за волја на вистината, многумина знаат да кажат дека не е толку ризично да те фати стомак после јадење луто и дека пред се стравот си го прави своето, односно проблемите со лутото повеќе лежат во мозокот, односно во психата. Таче, повторно ќе те прашам, што мислиш ти за оваа теза? Сметам дека проблемите на Северна Македонија се многу помалку од психотерапевтска природа. Односно, тие се многу повеќе проблеми од гастроентерохепатолошка природа. Па добро, ќе мора да ти веруваме дека проблемите на Македонија се од гастроентерохепатолошка природа. Државата има пролив, сака да каже Таче. Не поради него, нормално, поради нас. Ние сме лошите. Тој е добар, тој е како пробиотик, тој е како Линекс. И сега со поскапувањата, ке не направи поздрави, ке сватиме дека ние цело време сме биле богати, но сме се луксузирале без да знаеме. Но поскапува и храната за децата. Потоа овесните снегулки, муслите, сладоледот, еврокремот и бомбоните. По нови повисоки цени ќе се продаваат и сите чаеви. Потоа тропското, како и сите видови на сушено овошје, потоа сусамо, сончогледот, инстант кафињата, наполитанките, црниот бибер, мастиките, како и најголем дел од зачините. Какви луксузи сме јаделе, не ми се верува и срам ми е од самиот себе и од сите нелуксузирачки луѓе на овој свет. А и на децата наши треба да им е срам да ви кажам вака. Храната за деца била луксус, сега се докажа. Па дај им таму корнишони и ајвар, нека се јачаат, мускули да развијат, а не со глупости да ги храните. Исто така, овесот е луксус. Тоа ќе ви го потврдат сите свињи и друг вид на стока. За еврокремот да не правиме муавет. Нема полуксузно нешто, а пак чаевите. Устане ми се отвора кога ќе видам чај. Тој срамен луксус кој преефтино го плаќавме досега. Црниот бибер е исто така луксус, бидејќи е црн. Знаете ли колку треба бел бибер да поцрни, колку да го сунчаат на сонце, се троши енергија и така натака. Само богаташите користат црн бибер, така е од палеолитот до денес. Наполитанките, дури од Неапол или од Наполи треба да стигнат до нас. Нема веќе луксузирање така со нив, со наполитанките. И конечно, срамното луксузно задоволство кое заминува во историјата. Сончогледот, кажете му чао. Знаете ли колку ѓубре се прави од како ќе го јадете? Па цел
тим на чистачи треба државата да плаќа цела армија за да блескаме како што блескаме. Толку е со сончогледот, нема повеќе. Јадете семки од тиква ако тие не се луксус. Ем поздрави ќе бидеме, ем побогати. Инаку со зголемувањето на данокот за храната, власта очекува да се собере дополнителни 70 милиони евра и тоа за пополнување на буџетската дупка. Па како? Некој треба бре да ги плати сите покачени плати кои ќе ги земаат нашите министри кои не само што се бават со тешките задолженија како печатење учебници или обезбедување лекови, туку сега и нутриционисти мора да бидат се за наше здравје, бидејќи ние самите не водиме сметка за нашето здравје. Се арчат министрите, се арчат и патат за наше добро, а ние тоа не знаеме да го цениме. Срам да ни е. Дури 66,4% од граѓаните сметаат дека Македонија се движи во погрешна наслака. Ова го покажува најновата анкета на Market Vision. Според резултатите од анкетираните, повеќе од половина од испитаниците сметаат дека Македонија не е на добар пат. Дека Македонија стои во место се изјаснена 23,1%, а позитивно само 7,7%. Ете, само 7,7% знаат да ценат што се владата прави за нас. Само 7,7% знаат да ги препознаат добрите вести кои ни ги најавуваше, уште заев на времето. Само толку малку луѓе во Република нашата земја знаат да ги препознаат придобивките од диетата која власта ја подготвува за сите нас. Но, тоа е што е. Тоа не ја обесхрабрува владата да не става на диета, овој пат е физичка, односно телесна, и главна тема во Македонија во 2023 година е храната. Дали ќе може да си ја дозволиме? Но претходно власта се бавеше и со духовната или културната диета, односно внимателно бираше што смееме, а што не смееме да конзумираме кога е културата во прашање. Како вовед во вечерашниот разговор, еве едно подсетување на ставовите на оној кој носеше добри вести, кога имаше добри вести за целиот народ и реши да го прогласи страшниот филм Ругање со Христос на режисерот Јани Бојаджи за, што би се рекло, непотребен духовен луксус. Владата побара од Министерството за култура и од Агенцијата за филм да ги спречат сите активности со кои се промовира говор на омраза, откако министерот Адеми најави дека се дистанцира од филмот Ругање со Христос, тврдејќи дека во него се промовира јазик на омраза, поврзан со борците на поранешна она. Овој филм предизвика бурни реакции, со огласи и режисерот Јани Бојаджи, а председателот на владата смета дека филмот има политичка конотација. Се што е финансирано од Агенцијата за филм од 2015 има политичка позадина. И македонскиот премиер Заев се согласува дека филмот шири говор на омраза против албанците. Тој не го гледал филмот, но така му било пренесено од неговите соработници. Од истите институции кои што се под негова команда го испратија филмот во Монтреал, сега бара да ја запрат поддршката за филмот од актуелната влада. Да разговара со директорот на фондот, филмскиот фонд, да ги спречат и сопрат и да најдат законски начин сите активности на промоција на едни такви дела, и тоа се очекувало сега од нас. Ние немаме некои други вакви активности врзани со ваквото создавање на едно такво дело. Од култура стигна и најава дека во иднина ќе се работи на закон со кој ќе се регулира што се не може да биде предмет на филмски и други уметнички остварувања. Практично тоа значи дека Македонија подготвува закон за цензура. Глупости, па каква цензура? Зашто зборувате луѓе? Тоа е само ментална и духовна диета која ни ја приредува нашата влада. Добра вест, што би рекол Зоран Заев. Ке спречиме да мислите на погрешен начин. Со тоа мислите ке ви станат чисти како нашите исти. Но белјаджиите никако да се научат. Години и години по забраната на овој филм. Секоја година Јани и екипата се одбивани од Агенцијата за филм, па така и оваа година. И наместо да се благодарни, што државата се грижи да не западнат во црни, во тешки мисли и ги штети од товарот кој со себе го носи работата, односно им го чува, им го штити здравието пред се, тие се упорни и неразбрани. Сакале да работат, та да работат. Безсрамен народ, јазик! Сте видели ли вие некој да прави протест затоа што не му дозволувале да работи, освен на топ листа над реалиста? Воедно! Јас сум еден од оние кои сесрно се приклучува кон овој протест. Сите кои не успеавте да го видите, повелете. Поводот, иако мораше според сите критериуми и оцени на комисиите да го овозможи, да го помогне, снимањето на најновото сценарио на Јани и екипата, Агенцијата за филм рече нема пари бре за овој белјаджија. Епа, еве го и протестот. This is the end, my only friend. Of our elaborate plans, the end of everything that's Протестирам против политиците
политичкиот и уметничкиот прогон кој против нас како луѓе и уметници се врши од страна на владата на Македонија и Агенцијата за филм, а во спрега со Друштвото на филмските работници, кое во суштина е идејното средиште од кое децата на црвената буржуазија ги координираат своите псевдоуметнички активности. 7 години нашите проекти се одбивани и отфрлани со јасна и недвосмислена цел, уништување на нашите кариери, уништување на нас како творци, а на крајот и наше уништување како луѓе, затоа што уметникот и творецот не постои ако не постои неговото творештво. Го повикувам јавното обвинителство, Комисијата за спречување на корупција и Комисијата за дискриминација да ја спречат ова досега невидена во историјата на Македонија политичка стигматизација, сегрегација и дискриминација врз уметници од страна на властите, само затоа што во демократска и европска земја тие не ги споделуваат официјалните уметнички, творечки, социјални и политички идеологии. Тие сосема е јасно необолшевици и апологети на власта за оружје за борба против нас ја користат силата на длабоката држава и институциите кои ги имат заробено и со кои управуваат. Ова е заробена институција. Не можам да ја оправдам, но сочувствувам со министерката за култура Бисера Костадиновска Стојчевска, која, верувам, за прв пат во животот е исправена пред силата на чудовиштата на македонската кинематографија, кои веќе и не се кријат јавно да ја покажуваат нивната моќ, дури врз министри. Ние во овој момент со министерката сме на истата страна. Затоа ја охрабрувам министерката за култура да не се плаши и веднаш да ги ослободи овие заробени институции на културата од страна на неколкумина салиериевци кои 25 години го уништуваат македонскиот филм и авторите неистомисленици. На крајот имам да им порачам една работа. Нити ви сум се плашел, ниту сега ви се плашам. До овој момент може дури и да ви простам за сите гадости, за сите пресии и прогони што врз мене ги правите овие 7 години. Но од денес повеќе нема прошка, затоа што посегнавте не само врз моите соработници, кои немат ништо со моите убедувања и каузи, туку се нафрливте и врз моите студенти, чии проекти неколку години наназад организирано ги отфрлате и со тоа систематски ги уништувате и нивните кариери и нивните млади животи. За се што мене сте ми направиле, може би и можев да ви простам, но за моите студенти нема да ви простам никогаш. Вие сте джелатите на младоста и иднината на Македонија. А со джелати повеќе нема разговори, повеќе нема прошка. Жалам, но методите со кои се служите, оддавна сте ги надминале и вашите дедовци и татковци комунисти и сте се претвориле во крвници на македонската иднина. Вашите учители по мачеништво сепак имале трошка свест, па само една година од излегувањето од затвор, дури и на нивниот архинепријател Ристо Шишков му оставиле пред смртта во неговиот МНТ да ги одигра главните улоги во Јулије Цезар и Кенгурски скок. Вие, децата на джелатите, се заигравте, драги мои, се заигравте во оваа национална трагедија во која 7 години ги уништувате нашите животи. Ова веќе не е вашиот имагинативен филм, ова се нашите животи. Нив не ви ги даваме. Ги надминавте сите, ама сите можни пространства на духот, каде што можеме да се сретнеме и да ви простиме. Од денес ние се разделуваме за секогаш, вие на едната, а ние на другата страна на духот. Од денес па се до крајот на светот.
Тешко на Македонија со вакви како нас. Упорни, без страфи, со не е многу баш влакна на јазик. Владата реагира и вели дека уметноста е непотребен луксус, барем онаа која не и се допаѓа. А творците продолжуваат да создаваат. Козина е да го прават тоа. Антидржавни елементи. Епа и оваа вечер е посветена на вакви антидржавни елементи, односно на создавачите на македонски јазик кои се противат на регулацијата од државата. Ке зборуваме за најновиот независен филм Кино Љубов на Јани Бојаджи со тројца актери од ова дело кое доаѓа наскоро. Легендарниот Благоја Чоревски Чоре и познатите Роберт и Мирјана Ристови. Ке биде многу убаво и пријатно и забавно. Останете со нас. Започнуваме веднаш. Вечерното шоу Саботно издание продолжува со разговорот во студио. Ви најавив супер интересни гости. Дури ќе се трудам што помалку да зборувам. Многу се поинтересни од мене, многу се позборилести од мене, многу повеќе сте ги гледале од мене и на мое огромно задоволство можам да ги најавам токму нив. Легендата на македонското глумиште Благоја Чоревски, може нагален од Чоре. Така. Благодарам. Мирјана и Роберт Ристови, Мирјана Поповска Ристов и Роберт Ристов, брачниот пар и фантастичните глумци, кои што сте ги гледале во многу улоги, но причината поради која што се собравме вечер вовдека е последниот, најновиот филм во кој што оваа тројка учествува, заедно со Дејан Лилич, заедно со Јелена Жугич и уште неколку актери кои што имаат спорени улоги, можам да кажам. Тоа е филмот Кино Љубов. И Кино Љубов ќе го гледаме премиерно на 13 октомври во Штип, во Киноверзум, во 21 часот. А зошто треба да се гледа Кино Љубов? Ако ви треба поголема причина тоа што ваква тројка има таму, плюс Декса и Јелена, мислам дека ќе го знаете во наредните 5-60 минути. Добро вечер и добре дојавте. Добро вечер. Добро најдовме. Јас сум тремаджи и кога имам трема многу зборувам, значи стално ми го трема. Да. Како не најави попезно, се сигурен сум дека ќе биде подосадни гости на ваша. Фала што ме примивте во ваше друштво, да. Јас сега ќе закјутам, повелете. Ајде со ред. Јас прво дамите имаат предност? Дамата. Сега тоа него попитулско не смеам да... Сакаше како на повозрасен да ти даде тебе, значи, приоритет. Кој е повозрасен? Па за некоја година од мене ти. Па да, ама не сум повозрасен. Точно, точно. Плюс... Кој глумец е возрасен? Сите сме деца. Не. Јас сум дете мало. Плюс си глумел и дама на времето. Па дамите имаат предност. Каква женска се вира. Може на ти да зборим? Апсолутно ве. Па така да се ослободи. Ве молам на ти да сме сите. Да, и ја ве молам, вие на ти. Јас множина. Што си во хороскоп, бидејќи си таков джентлмен? Јас сум во хороскоп девица, а подзнак сум лав. И тоа е една чудна комбинација. Ужас. Така да, мене ми се допаѓа. Комбинацијата хороскопска. Не би одбрал никоја друга вака. Не. Пример Биксо Ми се Водолија. допаѓа точно Дуплијарец. се знае што е ова, што би правил, како би правил. Ако треба некој да изедеш, изеди ви готово. А стварно си читал ли хороскоп во живот некој пат така, макар од занимација? Еднаш ме викнаа на телевизија во МТВ, во старата. Така ми, од тога знам дека јас сум подзнак лав. Ја не знам, иначе не. Ти кажа во емисија. Ми вика, јас сум 9 роден. 97. 6-7. Да, 9-9-47, навистина. И тогаш ми каже, тој вика, знаете вие дека сте подзнак лав? Ја викам, немам појма. Вау. Така ли, готово. Од денес натака ќе видите вие што е подзнак лав. Готово. Која чудна комбинација, 9 и 29 и 9 и 1. Сите сме со деветката. Вау. Јас ке станам и ке си одам, јас сум на 18 роден. 819. Да. 1900, ето уште една деветка. Супер, знаем дека имаме нешто заедничко. Еве, можда инспирација за Јани нареден филм за
фанатици за хороскоп и нумерологија да направи, сигурно би бил интересен. Океј, кој ќе зборува од име на брачниот пар? Седно, нека почне Мирјана. Како е така обично во Ми се животот? допаѓа ова, седно нека почне Мирјана. Седно нека почне Мирјана, а вака прави. Како беше на кога ќе се караме со жена ми, јас тврдам едно, таа тврди друго, накрај правиме компромис, така е како што вели. Така да, Мими, за кино љубов. Ќе се потрудам стварно да зборуваме за кино љубов колку што е можно повеќе. Во суштина идејата е нели на публиката малце да и фрлиме некоја информација, да и објасниме малку од дејствието во филмот, за да едва и чекаат да Штипјани и околните места да го гледаат на 13 октомври во Штип, во 21 часот во Киноверзум. И уште една работа да знаете, кој нема да може да оди на премиера во Штип, на kinemoe.mk ќе може уште вечерта да се гледа кино Љубов. Одлично, тоа е убава информација, не сум знаел. Зошто прифати да учествуваш плюс покрај машти во овој филм? Не, маш ми беше најмалку дека учествувам заради тоа. Значи, пред се кога се бира, еве, ние како актери, иако сме сопруг и сопруга, значи, многу чисто знаеме, нели, одвоено да работиме и заедно, затоа што може некој сценарио ќе ме допре мене, него не, и обратно. Кино Љубов е едно сценарио кое кога го читаш не можеш да останеш рамнодушен. Мислам, тоа е факт. Многу е емотивно, многу е болно и паралелно е се нешто што сме го живееле, го живееме и ќе го живееме. Како луѓе, како индивидуи. Значи, од кога го прочитав сценариото, Јани Бојаджи нели ме покани на кастинг, бев пресрекна што го добиев ликот. Во филмот, исто како и во реалниот живот, вие сте брачен пар. Брачен пар. Фроса и Стево. Да. И професорот Ѓулев, така. И јас го изгледав филмот и јас имам што да кажам на оваа тема. Ако ме лажете нешто ќе знам, само да кажам. Немојте да пробувате. Реткост е филмот и мислам дека треба да се погледне, бидејќи е единствен македонски филм од тој калибар, така да се изразам. Да, интересен од повеќе аспекти. Од повеќе, од тие долги текови што ги има самиот филм, значи буквално целиот тој процес. Да, кога кажав сценариото, мене многу ме привлече и начинот на работа, затоа што досега така немам работено. Тој еден Што филм. значи тоа? Па тоа значи дека ние за да го снимиме филмот некој месец, два, коригирајте ме, колеги, го пробувавме, го спремавме буквално како театарска представа. Затоа што кога ќе се уклучи камера, веќе 30 на 40 минути не се гаси, нема тука монтажа, нели, да те коригира, да те лепат, што викаме ние се. И мораше да биде тоа до ситница се спремно, за кога ќе се пушти камерата да се одигра сетото од почеток до крај без катови. Гледајќи го тоа си размислував, викам, мајко му стара, колкав тек, како профи го сработи ова луѓево и после се сетив дека сте актери и дека вие животот го имате посветено токму да тоа го правите и го правите нели во театарските представи кои што ги играте, но одлично изгледа. Со таа разлика што овде освен екипата на актери и освен режисерот имаше една фаза, тоа беше последната фаза во која што се вклучи исто и камерманот, и тонецот, и светладжијата, и кој што исто така во секој момент, во секоја секунда, на секоја реплика точно знаевме и точно мораше и тие да се прилагодат на мизансценот кој што беше наш. А и ние да го прилагодиме веќе подготвениот мизансцен на нив. Така што за нив најверојатно тоа беше ново, затоа што и тие на одредени реплики, на одредени наши движења мораат да се движат, да се поместуваат за да не влезат во кадар. И така беше интересен предизвик за сите. Сигурно ќе е интересен и за луѓето кои што ќе го гледаат. Секој ќе си го доживее на свој начин, ќе се пронајде во некој дел од приказната. Чоре, ти си таму професорот Ѓулев, така. Професорот кој што го сака многу филмот, кој што сака да дојде во филмот, но малку насилен е амбиентот. Не, актерот кој што ме внесува во тоа. Но ќе го погледнам дискретно. Издржам. Али најубава реплика ми се допаѓа кога и знам дека он заради тоа и се плаши многу и затоа е така на страна седнат. Таму се спомнува кашикара дека му дава Мирјана.
И заради таа кашикара тој многу добро слуша сега. Не, морам да кажам дека Видов што може да биде. Да. Таква екипа бевме, значи ние не заборававме на време колку е. Сите, не зборам само за нас тројката. Целата екипа. Или и статистите. Камермани, све беше неверојатно. Енергиите се поклопија. Апсолутно. Предпоставувам, тоа има врска и со периодот кога ја снимам филмот. Нели, ковид, пандемии, затварања, локдауни, немање работа, немање улоги, тотална промена на начинот на живење и нели сум разговарал со Јани на оваа тема и кога се собравме. Кој Јани? Јани, еден висок, плав, убав, со да, сини очи. Да, го знам. Го познавам. Го познавам се. Не, дефинитивно нема никогаш да имам улога во никој негов филм. Се трудам. Ова беше крај. Не, да. Како Да излезам негде ка сега, како на кинолюбов. Како викаат македонците, ќе оргираме за тебе. Не е чудо, вечерва случајно еве го гледам и камерманот. Да, екипата. Марко беше дел од... Марко беше дел, јас морам да го пофалам затоа што ова не го правам само овде, сега во емисија затоа што е тој присутен. Мојата прва средба со Марко беше дојде, се смени камерманот на еден ден од пробите и му рекоа ајде снаоѓај се, влегуве Марко ја зема камерата и Марко во момент ми доаѓа крупен, ми прави и ми седнува во скут во количката. И мене ме изместила кај шо прави и продолжувам. Ама еден дополнителен трамплин ми даде сето тоа, една дополнителна енергија, едно многу талентирано, едно многу прекрасно момче. Веш толку и да, баш така. Трудолюбив. Одличен камерман и мислам секоја чест. Од време на време имам и јас прилика да работам со него и тоа сум го пофалил. Ајде се ќе испане дека сме договорени да го фалиме. Добро што не е тука, ќе го гледам. Назад на енергијата, убавата енергија, просто се собравте и решивте ајде бе да сработиме нешто. Неверојатна енергија, значи така се надополнува еден со друг. Јас во театар не сум играл со нив. Прв пат ова ви беше да соработувате? Со колега Чоре, да. Да. Значи неверојатна енергија. Само се надополнуваш и станува се поубаво и поубаво. Дури ни беше криво кога го снимивме. Кога рече Јани, добро го имаме. Што не продолжувате 2-3 месеца? Шо фино ни беше. Во тој период, ајде уствари, малце за действието внатре во филмот. Вашата заедничка сцена, ќе откриеме некои работи. Добро. Сепак и да раскажам вака во 5 реда генералниот мотив на филмот, сепак љубителите на филм ќе одат и ќе го погледнат, бидејќи повторувањето е, нели, мајка на знаењето. 13 октомври Штип, 21 часот, кино Верзум, а и ги имам и другите датуми да си ги знаете. 15 Неготино, 18 Радовиш, 19 Крива Паланка, 20 Велес, 25 Гевгелија, 27 Скопје, Синеплекс. Роден си во Велес, нели? Да, јас сум роден. Јас во Неготино, така да очекувам дека и неготинчани ќе сакаат да го погледнат. Ние охријани, ќе мора на кинемо е. На кинемо е. Ќе биде таму. Ќе биде, предпоставам дека не можат нели и они продукциски се да постигнат бидејќи и многу фестивали периодот имаше. Точно. Филмот и ова е македонска премиера, сега филмот дека имаше многу, да. Неколку премиери во повеќе држави, повеќе фестивали. Сега следуваат Загреб, знам, мислам дека Турција и Италија. Одите сите топтам вака или кој може? Ние не се двоиме. До сега бевме во Белград и во Лесковец. Всушност јас бев во Белград и Лесковец. Да, ќе видиме како. Зависи од буџетот на фестивалот. Чоре, ти уште не, мислам, не да не седаваш, нормално за еден млад човек да сака да работи. Но ти си малтене антипод на професор Ѓулев во филмот, така? И тоа многу ме, како да кажам, ме плени просто. Тој е во интелектуална илегала, нели, човек, интелектуалецот кој што решил да замолкне, да оди во интелектуална илегала, да се приклучи кон стадото, кон сивата маса, а ти од друга страна зборот пензија не значи ништо. Кој актер
пензионер, никој. И не Никој треба жив, да биде. никој жив. Додека можеш, додека не ти се тресат и нозе и ова, додека памтиш, би требало да играш. Па добро, и со играњето и си го тренираш мозокот, така. Сигурно. Ама не, со ваква екипа секојаш би играл. Нема И стои 7 години да имам, ќе дојдам да играм. Браво. Големи комплименти. Да, Златан и ние навистина преубаво си поминавме со него и многу е чудно така го ќе заврши еден многу интензивен процес како што беше овој во Кино Љубов и потоа веќе си недостасуваш како енергија и почнуваш по телефони да се слушаш на кафе кога представи го имаме да се каниме. Просто дружбата си продолжува. Да, Чорени исто дел од представата разведи. Чорени беше во жири комисијата на нашиот. Зашто така? Така да практикуваме. Да, сработуваме се. Важен момент, да, тој е во театар провокација, вашата театарска продукција, која што, како што Дзирна вака, има програма, бе. Не се забринавате вие. Одлични. Да, и покрај месецов 14 дена имавме ангажмани во некои од тие денови, во повеќето од тие денови бидејќи играме детска представа, по 3 до 4 изведби на ден. Јас види, Роберт, сакам да, 3 до 4 изведби на ден. Сакам да зборуваме за најубави работи, за создавање, за важноста од работењето на македонски јазик, за убавината на делата, не за оние негативни пропратни работи во животот, но морам да забележам дека иако веројатно една од причините за тоа што рековте дајте веќе направиме наша театарска продукција е затоа што некој ќе ве прескокне, некојаш нема да ви подели улога која што реално големи, огромни таленти како вас заслужуваат да имаат. Сепак што да прави еден уметник ако не да создава уметност? Нема улоги, нема улоги. Океј, ќе направиме улоги. Нема представи, ќе направиме и представи. 14 овој месец. 14 дена ангажирани. 14 дена, да. Некои од деновите во повеќето од нив по 3 до 4. Значи некаде ако ги преброиме 30 не изведи. Чоре, затоа се тие заедно маш и жена. Не мора никој па да го прашува каде си знае него тука, него на сцена или не само тоа, мене ми е жал што имаат многу непријатели. Ако имале 3, сега ќе имаат 3 милиони непријатели. Затоа што со самиот чин дека имаат театар, провокација, дека играат, дека се успешни, во Македонија е така. Колку си поуспешен, толку повеќе непријатели имаш. За жал. Така од стално ли било? Од секојаш. Тоа е човековата природа, така? Од секоја, во Македонија, не секаде. Индивидуалните вредности ги ценат во светот, дури и навиду, така со дистанца, ама ги ценат. Кај нас е обратно, кај нас ножот стално му е... Дека сме помала средина или дека културолошки сме на... Ќе имавме ние држава да бевме споени едни со други. Да не одам на политички. Да, ти... Втор пат ми е повторува истата приказна. Да? Не знам. Втор пат не, наш во филмот. Наш во филмот. Во филмот професор Ѓулев има... Не, и приватно. И приватно сум го кажал. А јас го не знам дали сум го кажал во телевизија, ама ќе го кажам, не заради тоа што мене ми го направил тоа. Кога доби во бивша Југославија Стерина награда, и кумот мој Петре Прличко доби за животно дело, а јас ја викам животинско дело. И вика, ела момичаре, шо векуме, сега мислимо ја. Ја викам, зашто векуме, шо да ја мислим? Ќе видиш кој ќе се вратиш во Скопје. И ми го кажа случајот. Значи, добива, тогаш не се делеа плакети златна Пулска арена, него се делеше прстен. Мислам дека Игорче го носи тој прстен. Златен прстен со пула и пишува. И кажуваат, нели, за манданата тој доби тогаш. И сега ми кажува, икуме, викаат Јанец Врховец, епизодна улога словенците отишле, го земале, го однесле на сцена. Не знам кој од Хрватска го зимаат, го носат на сцена. И вика, најголемата награда ја добива големиот македонски актер Петре Прличко. Почнува аплаузи големи и кумов мој како вика одам по редовите и слушам некој пак лапна пари
Македонски. Ете, тоа е македонското изражање. Јас сум среќен што со моите колеги неаме ние таква Како работа. тоа функционира? Вие си имате еден свој мали свет околу njega, кинески език, што би рекол Бора Чорба, или па не ви влија до толку Ке се научиш да бориш, да се бориш. Само тоа. Жив доказ. Да, ке создаваш, ке побиваш со уметност. Многу е лесно, нели сите да станеме лути, бесни, да не создаваме, да не работиме и тоа е тоа, да се откажеме од се. Или да подклекнеш и да кажеш не може ништо и Додам Германија да работам, молят. Да, или не работам, не ми даваат улога во периодот во театар, ќе си седам дома и ќе си лежам. За мене тоа не е вистински уметник. За мене уметноста значи борба. Доколку немаш, ти мораш да се одржуваш како актер. Ти мораш да работиш. Ти ќе создадеш работа. Многу често тоа го правиме, не знам, многу често, најчесто тоа го правиме без буџет, без почетни средства за тој нов проект. Така беше филмот на Јани. Да, за Кинолюбов важно да кажеме, скоро се инди, значи независна продукција. Точно. Од љубов. Кино љубов од љубов, така? Од љубов. Приказнава почна, преска го започнавме муабетот околу таа приказна со еден телефонски разговор со Јани, зборуваме и викам ајде да правиме нешто, ајде да правиме. Му понудив еден наш текст што го имаме работено во театар, да го прочитам. Ова не е вика за на телевизија, треба да оди нешто во подоцнежните часови, има некои вулгарности, да ти пратам нешто друго. Го испрати текстот, сакаш ова? Сакам, како не сакам, дај да работи. Прекрасен текст, прекрасно пишу. Не е една работа, се што напишал, му се фасцинирам, мислам. И ова е трета моја соработка со него и дај Боже да продолжи. Мене ми е смешно, ви одбил ради вулгарности, Први требаше да биде телевизијска некоја. Први беше муабетов за телевизијски филм некој си. Но подоцна го отворивте малце. Да, него му дојде нова идеја, се надоврза за тоа и се направи филмот. Требало да излезе филмот. Да. И после се собираше и дополнително екипата и излезе тоа што излезе. Така кога веруваш во некоја идеја, мора да излезе. Од љубов со љубов за кино љубов. Мими, еве еден тизер да кажам вака, ти во филмот му подметнуваш бомба, кашикара. Две за секој случај. Две за секој случај под автомобилот на твојот сопруг. Дали вежбавте дома за таа сцена? Сакам да. Ја ти кажувам вежбаш. Роберт, вака кога пред да влезеш во кола, ти доаѓа ли некој пат да проверува? Не еднаш, два пати. Не еднаш, два пати, да. Мирај, влези ти прва, Како јас си ја знаев дека добра улога ќе направи. Познавајќи ја до каде може. Оддавај што може и како изгледа подготовката на улоги? Вие не еднаш имате заедно, нели, настапувано. По дома имате ли време за раат малце да излезете од улоги, да си бидете... Значи да не си ни дома, така изгледа, и да не си ни комшија. Така изгледа. Ја мислам да го викнеш Василий, он ќе ти каже точно. Да, сини. Синот ќе ти каже. Колку има? 9-10 години? 12. Да, 12. Сега во најубавите години за... Па и он беше тука. Кога пробавме, он стои тука. Тој седеше тука. Значи, како театар, нели, еве, наш како приватна продукција независна, ние немаме простор каде да вежбаме, каде да ги одржуваме пробите и тој кај нас постојано дома. Тоа значи дека ние постојано комшиите сите знаат што спремаме, предпоставувам. Не знаат дали да викаат полиција, овие се расправаат или спремаат представа. Па исто така и такви ситуации на почетокот кога се земавме. Кога не знае, нели. Не на клеветија по телефон на мајка и дека нешто се случува да не се разведат овие двајца. А имавме и сега скоро тетка Жане, ќе ја поздравам. Еј, супер беше ова. А зашто прекинав се така многу стара? Ја сама досадно ми е врве слушам. Вие ти сам да видец Гаврецо.
Викнете ја на кафете, кажане мајко на Така да, пробите така ни изгледат. Во принцип е интересно, затоа што го ќе заврши пробата, ќе седнеме на кафе, ќе излеземе, ќе се дружиме со пријатели се и обавезно било Роберт или јас ќе добиеме идеја, па продолжуваме пак наново без дали е 10 вечер, 12 вечер, на кој кога му дојде идеја, работиме и така. Имало една нова година, се сеќавам, имавме многу. Поседува сум представи на ден. Тоа беше врвот кога го работевме. 4 градинки, 2 школи, 2 фирми, некои такви ситуации. Може Зинаед да почнат да ви даваат улоги, за Инаед, за немате време да не давам идеи сега. Тогаш толку бевме преморени што цел ден мислам дека разменивме приватно само неколку реченици, ама тоа веќе се случуваше, не знам, 10 дена пред Нова година. Добро, знаете, ќе заврши на 31 нели декември и после. И легнуваме една вечер и само се свртуваме. Знаеш дека денес приватно не си се обратив мене. Само влегаш во ко. Викаш килти, молчи, нема мира. Чоре, вака ли и твоја генерација имаше ваков пристап кон работата? Алудирам но на анегдота на кој беше Лоренс Оливие и Дастин Хофман, кога овој дошол целиот за влезен во улога, Лоренс Оливие му рекол: "Дечко, што не пробаш да глумиш малце?" Ние, јас сме од среќната генерација кај што имав прекрасни, да ги наречам, учители со кои што ги гледавме непрекинато на сцената. Да не спомнувам, значи од татко ми, да почнем, како оснивач на тој македонски театар, Прличко, Чичко Тодорче, Илијан Вилчин, Ќостаров, да не ги спомнам, затоа што се многу. Да, добро, легенди, луѓе. Ама секоја си седел и кога си играл на сцена, они ќе те викнат. Чурела вам, шо правиш ти таму сега? Така се договоривме со режисер. Што со режисерот бе тебе публиката да гледа? Не чини тоа, смени го. Така да, сега не знам како е во театрите, мислам знам, ама не е за зборување. Мене ми е драго што сум пред се пријател со Мирјана и со Роберт Ристов, а после сме колеги, затоа што тоа пријателство создава еден друг флуид, една друга жица која што не може да се прекине. Еден ласер кој што нема како да го прекинеш. Ние взаимно, ако не си даваме, не ќе можеме да играме на сцената. И тоа беше убаво. Во едно просторче, тројцата сме, нема ништо друго и камерманот. И тука треба да пренесеш многу емоции, многу... А додуша Роберт лош таму. Агресивен е малце. Дури и ова за бомбата, знаеш како си викав, зошто после викав, мајко му стара, го знаела подобро од нас. Али убаво кажа она, види, ништо немавме, ама си имавме. Да. Ние си имавме самите. Тројцата, три карактера кои што се тотално различни. Тотално. Иако они како маж и жена таму се сакаат. Но она е принципиелна и затоа му става кашикара. За нешто што он го утнал. Од принцип. А така е. Сакам на агенција на АВМУ да им кажам за филм зборуваме. Да. Чил. Стојанче, не правиме муабет за друго. Не правиме за филмот муабет за кашикара. Да не дојдат со шпркови, да почне да гасат пожар. Така да мене ми е многу драго што и ми е драго што не викнавте да си помуабетиме, да си кажеме за филмовите. Иако го работевме на рап на, како да се каже, нити пари има, нити на рап на одржливост, но на све е тоа. Веројатно најважната состојка, да, љубовта. Види, реално тој е негативец. Ама може ли да кажеме дека не ја говори вистината во филмот? Не, тоа е најужасното што ја говори. Многу вистина кажува таму. Не може да земеш, а да не вратиш, така? Многу вистина кажува. Не може да проповедаш морала, да не знаеш ли Библијата. Каже од текстот, точно има и меѓу публиката кога влегува, има такви текстови и кажува. Јас не знам дали го имаш тој податок, извини, само уште ова да докажам. А дали го имаш ти тој податок дека ние работевме во Драмски? Мене ми беше многу криво. Знам. Како театарска представа. Како театарска представа. Тоа е сосема друг пристап.
Многу се интересни ликовите. Секој во себе си содржи еден конфликт со самиот себе си. Секој од ликовите, секој има проблем со самиот себе. Замислете како би му била на човек кој што треба да продолжи со жена која носи негово дете во утробата нејзина, а жената му подметнала бомба. Две, да. Или, не знам, нејзиниот конфликт. Да му роди, сакала да го убие лихварот кој што, му подготвила едно... Ако слободно, не. Кој цени филм ќе дојде да го гледа и се да му раскажем. А од друга страна, не знам, ликот што го игра Јелена, исто... Мира Јелена Коста е... Значи, таа ставена помеѓу братот, собствениот роден брат и незиниот маж, незиниот сопруг, на незините деца. И тоа се големи драми на секој од нас, големи драми сами со себе. Сам со себе имаме сите конфликти. После имаме како ние во тоа семејство, во тие брачни односи функционираме тој проблем помеѓу двајцата. Потоа го имаме со средината, тука го имаме Чоре, а всушности тоа е некој кој што едноставно ги создавал темелите за тоа како јас сум сметал дека треба да се поставам во животот, а ништо од тоа не функционира. Тоа било една голема лага. И на крајот своевремено веројатно идол, така нели омилениот професор, доаѓале студенти од други факултети да ги следат неговите предавања. Точно така и последниот слој овие луѓе кои што се актери во филмот се обидуваат да направат филм и имаат приватни обраќања кон камерата и се дојдени овде и го работат филмот и има еден документаристички момент. Така што мене тоа ми се допаѓа, за мене тоа е генијално од страна на Јане да го направиш на толку слоеви и е за мене многу интересно. И фотографијата е одлична и јас колку што разбирам, нели? Како гледаш, па јас сум најважниот, така како викале. Апсолутно. Точно. Да, точно. Она сцена каде што Дејан Лич седи подпред на ѕидота, позади низ вратата се гледа Јелена. И такви моменти мене ме воодушевуваат, ме фасцинираат. Посебно, нели, дека се работи за еден дол тейк. И да се внимава на тие ситници, на тие кадри, однапред да се смислат, однапред да се наместат у вистинскиот момент, мислам секоја чест. Добро, Јани е перфекциониста и е само тоа што јас работам во доказ за тоа, браво за Јани и неговите мудри одлуки. Среќа што ние сме малку помали од него, можеме да го истепаме. И помлади. И затоа ни попушта, и ни попушта. Иначе он си ја знае работата и си ја врши така како што треба. Исто со љубов, а тоа е најважно. Мене лично ми представува задоволство со него да работам. Мене ми е овој втор. Од ретките кои што ги сака актерите. Јас тоа, не знам, го имам почувствувано на своја кожа во однос на креирањето на ликот. Во секој момент можеш да се јавиш ова го, дојдов до ова сознание, зошто тој така и така размислува и зошто тој така и така постапува. И во секој момент тој е слободен за да те чуе, ќе те дослушам, ќе даде свој коментар, во секој случај ќе те мотивира и заеднички учествува во тоа градење. И ти возвраќа со исто таква количина на страст со која ти предлагаш, нели, некаква идеја. Фактички затоа е режисерот клучен. Ако ја направи хемијата, ќе има добар филм. Беше ли комплицирано да влезеш во ова улога, Мими? Па не знам, мислам, во принцип било која улога ќе ја добијам, не гледам како некоја компликација. Нели кажа преска да те допре сценариото и така натака, ако не те допира, одбиваш? Или викаш, ајде веќе одиграм, па да видиме кај тоа ќе
Како тоа ќе изгледа? Па не, зависи, меѓутоа знаете како и во секоја работи во нашата има нешто што го работиш со огромна љубов, задоволство и нешто што мораш за плата да работиш. Се разбира. Се едно дали ти се допаѓа или не смеш да кажеш не. Ми се допадна сценариото, напротив, значи тоа го кажав заради емоциите кои се водат во него. Не ја гледав како комплицирана улогата, туку напротив како нешто ново, нешто што никогаш не сум го играла и нешто што никогаш не сум се гледала така себе си, не сум размислувала така како таа жена. И така да ми беше, би рекла, предизвика, не компликација ликот за да го изградам. Како вика Роберт за односно Стево за професор Ѓулев, може да умре утре или ќе живее вечно, ама во заблуда. Не, тоа е страшно убаво напишано. Како се викаше режисерот? Мани, Мани Јанко Бојан Јаниев, да. Бојан Јаниев. Да. Он е толку работлив човек што нема шанса ти да не и дома да не мислиш за тоа. Ние кога завршивме, мене ми беше криво, ја мислам дека... Да, дефинитивно. Ми беше криво, викаме сега што го завршивме. Многу е чудно работиш, даваш идеи. Ретко во денешно време такви процеси, вистинска ретко се да се случат. Значи, да дадеш идеи, да те сослуша, да се надоврзе на твојата идеја, да не стои си лепо за својата првична идеја. Туку напротив, е и ново интересно, ајде да надградиме. Буквално, што кажа Роберт, 24 часа расположен за создавање на уметност. Тоа многу значи, тоа веќе се поретко го има. Роберт, те инспирираше ли The Joker вака во градењето на... Ми го имаат спомнато или неколку пати. Джокерот, дека сум подсетувал на Джокерот, немав таква инспирација. Мене ми беше важно, кога го земав сценаријето и кога го прочитав, мене ми беше важно да го оправдам Стево. Да ги оправдам сите негови постапки и да најдам во позадина на секоја нова постапка што тоа го тера да се однесува така и да постапува така. И мислам дека успеавме во тоа. Разговаравме. Јас ти кажам, на крај си викав, чекај се, ова е негативецов, ама што е неточно од ова? Што е неточно од ова што го... Всушност во филмот и не знам дали има некој цел негативец. Да, точно. Затоа што секој си живее со својата вистина и секој има право за своите убедувања и вистини. И како општествена критика, нели, ги имаме и семејните односи, односно сите оние ниво одлично ги види секција, еден пресек направи. Уште еднаш да повторам, нели, бидејќи, ако повторам 100 пати, сите ќе запамтат. 13. октомври е премиерата на Кино Љубов во Киноверзум Штип во 21 часот и на Кинемо е МК Истата вечер. Професорот Ѓулев ме погледна значајно и се вознемири. Не, имам прашање тука да... се извина. Сакате да извлечите некое... Да, може. Бидејќи професоре сега... За која награда? Професоре... За 9. Пак земал пари. За 9, да. Пак зема пари. Па лапнал, не е земал. Лапнал. Од маздата на како викаше Данило Киш, од маздата на неталентираните, тоа е на Петре Прличко да му кажеш дека лапнал нешто, некој со нешто го наградил, не било заслужено, како да ти кажам. И он е Меси, што е, само шутира топка таму и мислам глупости. Во филмот викаш дека си во интелектуална илегала. Имаше ли инспирација од реалниот живот кога ја формираше улогата? Сега да не излезе си се фалиме ние, ама сите добри актери се во некаква илегала. Без разлика кога ќе почне да работи, мора да е во илегала. Мораш така те тера општеството, те тера така. Ќе направиш добра улога, уште 100 непријатели. Ќе направиш лоша улога, 1000 пријатели. Ти си стално во некоја илегала. Патот можда би требало да ја прав, ама нашиот пат е многу. Викаш, никој не се јавил 5 дена, дај некоја лоша улога да одигра. Друштво да си... Такво удирање по рамо, тоа е неверојатно. Колку те сакаат тогаш. Ама мислам дека
ние сме во убавиот смисол на зборот многу убави на етчи сме тројцата. Талентот го имаме со таа мала доза на инает, не да им покажам, не да им докажам, туку да ја направам баш така за да биде нивна. И си викат, зашто ја свака не можам? Зашто не го направи? Зашто ова не можам? Така е. Одговорот е веројатно во работата. Ти си кажал дека 0,1% талент, апсолутно 99,9% работа. Се согласувам апсолутно. Нема ништо друго. Апсолутно. Значи има надеж и за мене. Добро, окей. Да, а не. Ако поработиш добро, да, сигурно ќе има. Можда ќе ти дадат поголема фотелја. За сега барам само едно миленце да ставам тука да освежиме малце. Ќе не враќаш носталгично, ќе не враќаш. Точно, кафенце, локумче. Едно телевизорче мало, исклучено, со милијето супер. Види, ама сигурно си имал такви не логорски приказни, како ја кажем, бројни турнеи, шетања, не само по... Како дете, исто како дете. Ние имавме во таа држава... Да, ти глумиш од многу малиноци. Од 4,5 години. Ние имавме турнеи театрите тогаш, па јас кога бев директор, имавме 5 града, избиравме, ни даваше министерството, пари, односно државата, да отидеме. Јас секојаш бирав таму кај што нема театар. Што ќе одиш кај што има театар. Тоа најдобрите реакции, веројатно, најискрените. Значи, со брат ми и мајка ми ќе влезат во автобусот, 15 дена низ Македонија одиш играш од вечер на вечер, представи. И ве гледаат како месии на културата, нели? Така е, за жал, сега е се многу се позатворено и позатворено. Нема, не дека нема средства, има средства. Ако се и качиш платите 80%, а на другите не му дадеш ништо, значи има пари. Ако немаат за леп, нека јадат колачи. Што да прават? Од прилика, знаеш, во одредени моменти на тоа наликува општеството. Но затоа сте вие тука, фактички, да не само, нели, како интелектуалци, туку и како уметници, да упатувате критика. Да го направите поубав животот, но не само на кратко, нели, кино љубов, правиме кино 24 сати, само љубовни филмови, емоции, асистент на режија. Ти кажам. Си имаме ние тајни знаци со... Ова е супер, сте терајте уште 2 сати, 3 сати уште. Или одговорот беше за тројка, не сум сигурен. Не, нема тројка, нема. Кино љубов, нели, гледаме љубовни филмови и така натака. Интерес, не сакам ни премногу да зборувам и за личните впечатоци, но толку доволно за да сакаат луѓето да го погледнат филмот. Но тоа е филм за филм во филм и на крај дури и тие негативни ликови за кои што зборуваме некако се предаваат на магијата. На магијата и се предаваат на емоцијата и на љубовта. И на крај позитивната порака од тоа е дека сепак љубовта може секого да спаси. Колку денес, ева, ве прашувам вас за вашиот впечаток, нема да коментирам, колку имаме, одвојуваме простор како луѓе за љубовта. Со се што со тие 80% повисоки плати, со не знам, разноразни непостоечки автопати, со пушти денес вести, и во вестите нема ни милиграм љубов да видиш. Тоа е така затоа што публиката тоа го бара или публиката станала поразлична бидејќи тоа така се сервира по тој начин. Знаете како има една представа во која што имам игран во Велешки театар, тероризам, имаат напишано двајца руси, во која што се поставуваат прашањата. Јас тоа за прв пат се запрашав и јас сами од себе си нема поставено тие прашања, доколку не беа медиумите, доколку не беа филмовите, доколку не беа напишаните дела кои што зборуваат за тој тероризам, дали тероризмот доволку ќе беше застапен, дали несвесно ние го иницираме зборувајќи за истото. Токму и за ова прашање... Тоа е вечна дилема, веројатно, но нели само
Не, јајцето или кокошката на некој начин. Така што мора да се одвои време за љубовта, мора да се јас тоа за го правам ментална хигиена. Така, со семејството и во последно време знам во недела да одам на црква, на утрински литургии и мислам дека тоа ми дава една убаво чувство, баш таму се ги полнам батериите, таму се чувствувам љубовта. Да. Супер е и луѓето одат во театар. Така, тоа е доказ дека имаат потреба од такво чистилиште за душата. Вчора не верувам дека ти имаш други искуства, дека полупразни сали. Не, имало, како не, имало и полупразни сали, имало и редици кои чекале за представи, за да земат карти, не. Роберт добро го спомна тоа со црквата. Јас ретко одам во црква, но одам кога сакам да бидам сам со себе, да запалам свеќа и тој мир кој што ми го дава оден да слушам, а колку стави солти во ајварот. Тоа ме ужасува. Значи, љубовта која спомнуваме, мораш да имаш и внатре во себе, а и надвор да ја пренесеш. Не можеш во црква да правиш муабет за ајвар и за ова. Тоа е позерај. Во театар не можеш да правиш муабет дали камионот ќе стигне со фрижидерите или нема да. Што би рекол ти, оваа држава ја водат трговци, зарзаваджи, бакалджи, промашени студенти. Мора ќе те земе Јаните, остави тоа. Се спремам за улогата. Се спремам. Знаеш како ќе те земе Јани? Ајде. Тамам ние Да правиме еден голем кадар, све е супер и ти само протрчуваш. Дури нема да ти се види ни лико доволно, али протрчуваш. Па да ти кажам, побрз бев пред 5-16 години, може многу трет бев во клас на 60 метри, сега сум на 40 метри, така. Во секој случај љубов мора да има за било што. Не може без таа љубов, не може да обстојува нормална конверзација меѓу било што, дури и со предметот не можеш да имаш ако немаш некаква внатрешна немир, внатрешна љубов. Сето ова кажано од луѓе со богато искуство, добро, ти си помлад малце. Најмлад сум, јас сум. Но ќе видиш како е. 2 години од мене, да. Но ќе видиш како е. Да, се што кажувате, само верувам дека многумина кои што не гледаат вечерва им го потврдува на што интуитивно го знаат. Може би некој ќе размисли кога бе малце си одвои време сам за себе или за блиските или за да постигне еден таков момент како не знам или без разлика дали сте во црква или дали сте на сет или дали сега седиме и разговараме и уживаме во енергијата што ја споделуваме и во уживање во љубовта. Во моментите што ги споделуваме, бидејќи сега да не одам во длабокото, ама и овој филм наш трае 70, 80, 90, може би 120 години, но на крајот, како и во на ајде да не ја раскажувам сцената, но кај што се плашиш ти за неговиот живот, без оглед каков е тој како сопруг, како човек. Си сакала да го дигнеш во воздух. Сепак веројатно, нели, пред очите се најубавите, најљубовните моменти што сте ги споделиле за среќа. Ако има втор дел филмот, ќе се види дека и се уште се споделуваат. Ако има втор дел, него ќе го од колата, од кашикарата ќе го спојуваат. Ако има втор дел. Не може друго. Вториот дел ќе почне со спојување делови, расфрлени делови. Со клешти, од коли, со клешти, да. И како робокап ќе дојдеш ти. Да, баш така. I told you I'll be back. Се изназборувавме, нели, за љубов. Мислам дека кажавме доволно за да ги мотивираме сите филмолюбци, сите залюбени во љубовта, да го погледнат вашето дело Кинолюбов по сценарио и текст и режија на Јани Бојаджи. Покрај вас ќе ги гледаат и фантастичните Јелена Жугич, Дејан Лилич.
13 октомври Штип Киноверзум 21 часот, истиот ден на Кине Мој МК и уште неколку проекции може сите да се видат на фан страницата на Кине Мој МК. Вечерва во една скратена верзија си му абетиме, но ќе ве повикам повторно и веројатно заедно, бидејќи енергијата е супер. Благодарам на честа што ми ја направивте. Благодарим. Благоја Чоревски, фантастичните семејство Ристови. И певете поканувам вака сега и јавно на 16, 17 и 18 во МКЦ, кои сака ги имаме од театар Провокација, представите Разведиме и господинот Чоре каде што игра, и Пациенти и Ожениме. Супер, да има и Разведиме, но и Ожениме. И после гледање на представата Пациентите си пациент, да знаеш. Така да. Ви благодарам уште еднаш многу од срце. Фала ви ваш со останавте со нас до самиот крај. Се гледаме петок по 22:30. До тогаш гледајте, слушајте, размислувајте, анализирајте, излекувајте сопствени заклучоци и гледајте го Кинолюбов 13 октомври Киноверзум Штип и на Кине Моје МК. Добра ноќ Македонијо, главата горе.